Почитувани влюбеници во емисијата Астрорум, добре дојдовте во уште едно издание од овој специјален циклус Остани дома. Сите соговорници се навистина возбудливи. Меѓутоа, денес јас чувствувам посебна трема, бидејќи не сум имала помлад соговорник. Таа е балерина која што успеа да го отсонува сонот на многу генерации македонски балерини. Со само 18 години влезе во престижниот Болшој театар, односно во нивната балетска куќа. Јас ја имам таа чест денес да разговарам со Стефанија Гаштарска, која што го сврте вниманието на себе уште на 16 години, кога имаше една улога, прекрасна Аурора на сцената на Болшој театарот, но тогаш се уште беше во клупите и некако исчекувавме да стане професионална балерина, но пред некој ден се случи тоа. Мене ми е навистина многу мило, бидејќи ние се договараме веќе едно известно време, но вие, како што сте секогаш посветена ревност на наставата, имавте испити и буквално не успеавме да се слушнеме, зашто имавте полагања, а еве во меѓувреме сега сум особено радосна што ја добивте веста дека Болшој ве бара да работите за нив. Може ли накратко да ни ги кажете импресиите кога ја слушнавте ова информација дека добивте практично работно место? Тоа е многу голема работа. Тоа е навистина една огромна работа. Прво за мене, затоа што уште од малечка тоа ми беше најголемата желба, еден единствен сон кој што сакав да ми се оствари. Работев напорно за да ми се оствари. Така да кога дознав таа вест, на среќата и немаше крај. Навистина бев толку среќна, дори не ми се веруваше. Некое време само седев и си мислев дали сонувам, дали е вистина ова. Така да бев пресреќна, навистина. Јас сега, за да ве представам пред гледачите, но верувам дека во Македонија веќе и не постои некој што не го слушнал вашето име, бидејќи со ова испишувате историја. Како почна вашата соработка или љубов со балетот? Знаеме дека вашата мајка е членка на македонскиот балет. Вие предпоставам дека од мала вашите очи и уши ги полневте со оваа уметност. Кога си рековте себе си, дали можете да се вратите дека сакате да бидете балерина, знаејќи ги сите добри и лоши страни на оваа професија? Сепак не е воопшто лесно. Така, јас започнав да се занимавам со балет од 9 годишна возраст. Нормално, како што кажавте, мајка ми беше причината да се заљубам во таа прекрасна уметност, затоа што уште кога бев малечка, она ми има носена на различни проби, на сите представи во театарот, така да бев многу често таму. Се знаев со сите нејзини другарки кои што беа балерини, ме знаеа, сите ме сакаа, така да навистина уживав таму и можев со сати да седам и да гледам проби или вежби, навистина тоа ми се допаѓаше. Некако не знам, таа прекрасна класична музика, тие прекрасни костими, се така изгледаше лесно, се така изгледаше убаво и многу сакав да пробам, така да се запишав. Се чини дека клучен момент беше кога се обративте кај професорката Дафина и потоа и кај реномираниот балетски педагог Елисавета Кушевска, се извинувам, за да ве подготви за еден голем надпревар. Кажете ни за ова соработка и колку време ви требаше да застанете на вистинската патека и да се почувствувате спремни дека можете да одите на големиот надпревар, ќе ни кажете и за него.
Ќе раскажам. Сакам да се вратам, уште кога имав 9 години, го памтам мојот прв концерт кој што беше во МОК. Играв едно како парче ансамблот. На концертот беше Одблесок. Тоа е карактерно некое народно парче што го игравме. Памтам мајка ми седеше во првиот ред и толку јас играв со емоции затоа што ми беше прв пат на сцена. Играв со такви емоции, со таква душа што ме почна да плаче. И јас позади сцена кога завршив ја прашав зошто плачела и она ми кажа нешто во тебе има. Едноставно има нешто во тебе, ми кажа. Така да од тој момент она од секогаш верувала во мене и ме поддржувала и ме поддржува и верува. Така да многу сум и благодарна за тоа и некако почнав посериозно да си го сваќам тоа и си зацртав една цел да станам прима балерина во најдобри театар, тоа е Болшој театар. Почнав да работам и почнав да гледам разни документарни филмови за балет и се поврзано со балетот, буквално се опседнав со тоа и имав единствена желба, тоа е да учам некаде во Русија. Затоа што чувствував дека овде не ми беше доволно образованието и техниката што ја имав и сакав уште повеќе да се надградувам. Така да со мајка ми решивме да одам на балетски надпревари, затоа што тоа е голема шанса некој да те види и да те покани во некоја балетско училиште или пак да ти даде стипендија или нешто така. Така да тој период во животот беше навистина многу тежок затоа што ние немавме такви финанси да можеме тоа си да го покриеме, но мајка ми жртвуваше буквално се за јас да одам на сите надпревари. И така дојде една покана од еден најголем надпревар што ми беше сон да одам, тоа е во Перм, Арабеска. Ме покани директорката на тој надпревар и навистина на среќата немаше крај. За тој надпревар ме спремаше Елизавета Пушевска, која сум ми бескрајно благодарна. И во таа година бев во класата на Дафина Даниловска. Тие две професорки навистина ми помогна и без нив немаше да бидам таму каде што сум сега. Работев напорно. Можам да кажам дека сработив многу повеќе за една година него за 5-6 години што ги работев претходно. Кога отидовме на надпреварот, ги поминав сите 3 круга, дојдов до финалето, добив диплома, затоа што никој немаше толку такви големи очекувања, бидејќи тоа е навистина многу сериозен надпревар, поддржан од УНЕСКО, така да кога ја добив дипломата бев навистина пресрекна и сакам да се заблагодарам многу на Елизавета Пушевска и на мојата професорка Дафина Даниловска. Многу се важни темелите, се гледа дека таа нивна работа подоцна резултира со навистина блескави моменти. Вие се представивте во најдоброто светло во Перм, ги поминавте сите кругови и потоа следуваше и престојот во Перм, едногодишен, но целта се уште ви беше Москва и Болшој. Значи сега таа етапа, ако може да ни ја раскажете, таа е доволно интересна. Да, точно. После надпревар во Перм добив покана да се школувам во училиштето. Секако тоа беше исто многу тежок момент затоа што школувањето беше многу скапо. Но пак ќе кажам, мајка ми направи се за јас да се школувам таму. По завршувањето, значи учев една година, ме покани во Москва. За моја среќа, бев на аудиција, ме примија и веќе еве сум 3-та година студентка во Московската балетска академија. Вам се уште не ви имаат завршено студиите, но знаеме дека творечкиот пат, односно кариерата на една балерина мора многу рано да почне и исто така рано и завршува. Значи, вие треба да сте дури 20 години пред чекорот од сите останати професии. Како ви беше толку млада да бидете сама, да отидете во далечна Русија, како вие се уште? Живеете во интернат, сега овој карантински период ви даде можност многу повеќе да бидете со семејството, но тоа не изгледа така. Целата година ви е исполнета со многу работа, многу вежби. Точно. Кога бев во Перм, тоа ми беше првата година кога живеев сама и ми беше навистина тешко. Го памтам моментот кога мајка ми испраќаше и кога си кажавме чао, ќе се видиме за 6 месеци, тоа беше навистина еден многу тежок момент за мене. Плачевме и двете,
но потоа некако тоа се навикнав, како да кажам, затоа што бев по цел ден во сала, уживав во тоа навистина. Се слушавме нели со мајка ми по телефон, така да почнав да се навикнувам се повеќе и повеќе. Живеев во интернат, имав многу пријатели од целиот свет, така да се дружевме, заедно учевме, заедно вежбавме, многу ми беше убаво, исто така тоа продолжи во Москва. И веќе во Москва ми беше многу полесно, прво затоа што Перм, искрено да кажам, Перм е еден таков, тоа е голем град, но многу депресивен, нема сонце, така да таа е разликата малку. А Москва е многу сончева, убава, така да не ми беше до толку тешко таму. И веќе бев навикната нормално да живеам без родителите. Така да навистина уживам затоа што сум по цел ден во сала, вежбам, пробувам, на часови сум и нема многу време дури да мислам на семејството. Што значи тоа да се биде балерина? Не значи само да се биде во сала, на сцена, мора да се имаат познавања од другите уметности, од литературата. Како изгледа школувањето во престижната школа на Болшој? Да кажам, по завршувањето на оваа академија навистина излегуваш богат со знаења и технички поткован по периодот што следи. Во Москва имав 22 предмети, имам уште. Имам историја на балет, историја на уметност, историја на театар, историја на Русија, значи имам 4 истории. Тоа ми беше навистина многу интересно. Исто така информатика, физика, значи имав многу предмети, навистина дознав многу и научив многу таму. Како е да се студира, да се учи на туѓ јазик? Вие имавте предзнаење од рускиот јазик или само од англискиот? Јас рускиот не го знаев, англискиот го знаев повеќе, но бидејќи јазиците ни се слични, не ми беше толку тешко да го научам. Во Москва, кога дојдов, почнав веднаш со учење, со учебници, така да бев приморана да го научам побрзо. Што ви беше омилено за учење покрај балетот? Бидејќи најголем дел од емисијава ќе посветиме на балетот, но што друго Москва нуди? Претпоставувам дека одевте со вашите пријатели, можеби дел од наставата е да се посетуваат представи, музеи, се што нуди овој голем град. Точно, да кажам дека умилен предмет ми беше историја на балет, историја на уметност. Дознав многу, па ќе кажам и научив многу од тие часови. Интересно е тоа што Болшој дава можност на студентите за 100 рубли, тоа се некои 80 денари, да можеш да ги гледаш сите представи. Така да кога има време го користев на тоа, одев во Болшој театар и ги гледав представите. Високо си, нормално, за толку ефтини карти бевме многу високо, но сепак тоа е едно огромно доживување и прекрасно си поменувавме. Сите ние имаме во некој период од животот своји идоли. Дали некогаш се угледувавте на некоја позната балерина, дали на Маја Плисецкаја или можеби некоја од поновите генерации? Дали си наоѓавте сличност некоја за да можете да ги купувате сите оние финеси од некоја балерина, бидејќи вашата конституција е навистина совршена за професионална балерина? Благодарам многу. Мене идол, од цел живот идол ми била Светлана Захарова. Тоа е една балерина, тоа е идеал, тоа е идеална фигура, идеална техника и она има се што треба да има една балерина. Така да најголемата желба ми беше нејза да гледам на некоја представа, па дури да ја запознам и да играм со неа, некогаш да ја делам сцената. Можам да раскажам една многу интересна ситуација. Првиот пат кога ја сретна Светлана Захарова, бевме на екскурзија со мојата академија во Болшој театар, гледавме час. И пред да влеземе во студиото да го гледаме часот, чекавме пред врата за другите да излезат. И некој ме потапка по рамото, затоа што стои баш пред вратата и ме кажа дали може да поминам, девојче. И јас се свртев и тоа беше Светлана Захарова. И почнав да плачам од среќа, затоа што тоа ми беше најголемата желба да ја запознам и не очекував дека баш вака ќе ја запознам. Ама ете, тоа беше една интересна ситуација. Треба само силно да се посака нешто и со ништата се остваруваат. А што се однесува до партнерите, бидејќи тие се веќе возрасен, Михаил Баришников
прекрасен балетски уметник, но сигурно од поновите генерации има некои кои што достоинствено го земаа неговото место. Каква е состојбата? Секогаш бил проблем со машките играчи? Да, бил проблем, но во Болшој театар има многу добри машки играчи, како што е Симеон Чудин, како што е Јакоп Отиси, исто така Даниил Симкин, тој не игра во Болшој, не игра во Америка, прекрасен играч. Исто така во Санкт Петербург во Марински театар е Леонид Сарафанов. Тоа се едни прекрасни, наистина прекрасни играчи и ми е голема желба некогаш да играм со нив. Можеби ќе се случи и тоа. Постои можност, бидејќи тие сепак својата кариера можат да ја развлечат во подоцните години за разлика од балерините. Знам дека сакате да читате многу, дека секој слободен момент го користите за читање, без разлика на кој јазик, сега сигурно читате повеќе на руски. Кои ви се омилени автори? Што сакате? Што една 18 годишна девојка во секој случај необична сака да чита? Па јас во Русија немам многу време за читање, затоа што, како што кажав, сум по цел ден во сала, имам многу проби, но кога доаѓам дома, повеќето од времето го поминувам во читање. Една од моите омилени книги би кажала дека е Девојката со портокали. Исто така би спомнала Ѓаволот носи Прада и Рингишпил, која што исто така за балет, книга за балет. И кога сме кај литературата, односно уметноста околу балетот, многу контроверзии се врзаа со филмот Црниот лебед. Вие сигурно го гледавте. Многу ми навелат дека не можеле да го догледаат заради мачните сцени. Знаеме дека она што го гледаме ние финално на сцената е прекрасно, убаво, лесно, но да се стигне до него има и плускавци, има и болки во нозете и многу макотрпна работа. Но да ве прашам вас, дали е реално отсликан балетскиот живот во тој филм или сепак се работи за некои најдрастични примери? Јас би кажала дека не. Мене филмот не ми се допадна многу, затоа што другите нормални луѓе ќе помислат дека балетскиот живот е баш таков. Не е таков, да, има болки, има плускавци, има љубомори, но тоа не е така како што изгледа во филмот, тоа е сигурно. И не ми се допаѓа што скоро сите серии балетски филмови ги прикажуваат така. Прикажуваат дека нашиот живот е таков чуден и страшен, но не, навистина балетот е една тешка, но прекрасна професија. Вие сте и вегетаријанка и многу посветувате внимание на добрата исхрана, но и на декорирањето. Просто ја имате таа љубов и чувство земена од вашата мајка, која што и слика ви, изработува и костими, го има тоа чувство. Дали ве советуваат во училиштето како да се храните, како да внимавате? Дали се може да се добие како совет или е сепак лично чувство и лична посветеност, режим на живење? Вие што си рековте? Како ќе се однесувате за да стигнете до целта? Во училиштето, како во училиште, не наметнува никаков начин на живот, просто ние балерините се знаеме дека треба да изгледаме едноставно убаво на сцена и да пазиме што јадеме нормално. Јас сум вегетаријанка, да, затоа што и да ќе се вратам пак малку поназад. Јас бев не толку слабичка, бев малку попуничка, така да бев 8 кила повеќе од колку што треба да бидам за да учам во Русија. И не се хранав здраво како мала, тоа би го кажала, но од кога дознав дека Русија бара убави, височки и слабички девојчиња, почнав да јадам само здраво и станав вегетаријанка, затоа што мислам дека да изгледаш добро на сцена е една од најбитните работи во балетот. Ние сме читале, порано сме слушале, јас за среќа сум учела со балерини во музичкото училиште во исто одделение. Знам дека тие кажуваат дека таму во Русија има посебни стандарди. Балерината не треба да биде толку висока, не сме да има вишок килограми и така натаму и така натаму. Дали останаа тие стандарди од минатото кога балерините беа под 1,60 м? Предпоставам дека сега се сменат и гледаме се повисоки балерини, не е се така исто како во минатото. Да, не е така исто. Во минатото балерините биле помалечки и ниски, а сега се бара високи балерини со долги нозе и долги раце.
но секако да не си превисок, односно некаде до 174 висина е идеална. Во училиштето постои такво правило дека ако си повеќе од 50-52 кила, не сме партнерот да те крева на поддршки. Тоа е такво правило. Сега во училиштето не се гледа толку на бројка, пак би кажала колку килограми точно си, туку како изгледаш, како ти е телото во трико, во хулахопки, така да. Вие не само што ги задоволувате високите стандарди за балерина, туку практично станавте и фотомодел. Познатата компанија Гришко, која што знаеме синоним за добра балетска шпиц патика, но и за целата придружна опрема, ве побара токму вие да сте бренд амбасадор. Фотографиите се прекрасни, она што го носите на себе, но сигурно имаше некои критериуми и тука за да позирате, да сте сценична. Како почна соработката со ова навистина голема компанија? Па мене од секогаш како малечка најголема желба ми била да носам преубави фустанчиња, преубави трика, преубави шпиц патики и оваа желба ми се оствари кога станав бренд амбасадор на Гришко. Навистина сум пресрекна што тоа ми се случи, затоа што Гришко производите се прекрасни, згодни за носење, и со навистина преубави бои, така да Гришко е една од најдобрите балетски брендови во светот и многу сум среќна што сум дел од нив, да кажам. Како манекинка, да, многу ги сакам тие фотосесии, затоа што се чувствуваш како вистинска манекинка. Ти прават фризура, ти прават шминка, целото тоа снимање тешко е, по цели денови сликаме и снимаме, но мене тоа многу ми се допаѓа. Прекрасни, навистина преубави фотографии. Вие носите една со автентичен подпис маичка сега на вас. Тоа е повторно дело на вашата мајка. Гледам дека да, една балерина. Да, прекрасно. Да, рачно изработено. Да. Рачно изработено, да, мајка црта мајцата е преталентирана. Јас се чудев дека за настапот во Русија носевте популарно наречени пачки, фустани изработени од вашата мајка и од вашиот дедо со диадеми на главата. Дали забележуваат во Русија кога некој ќе се појави таков и дали забележуваат дека вие практично сте се снаоѓале, но изгледавте како вистински лебед? Многу ви благодарам. Па, прво ќе кажам дека балетскиот костим да се купи е премногу скап, а тогаш ние не можевме тоа да си го да го платиме. Затоа мајка ми и дедо ми проба да направат сами балетска пачка, односно направија 5 балетски пачки. Никој не можеше, не примети дека се рачно изработени од мојата мајка. Сите ме прашуваат каде ти се овие костими, преубави се. И кога ќе им кажав, сите беа зачудени. Прекрасно. Стефанија, вие сега од овој момент, кога ќе се вратите, кога ќе се овозможи патувањето за Русија, практично ја почнувате вашата вистинска професионална кариера. Но да не заборавиме, пред да се осврнеме на неа, дека вие имавте шанса да настапите на сцената на македонската опера и балет во главна улога. Пред тоа на македонскиот младинскиот отворен театар имавте дури и актерска улога. Јас тоа го дознав пред некој ден. Имавте шанси во Русија, како што веќе споменавте, да бидете Аурора. Какви се тие искуства од нашата сцена? Ви помогнаали за да ја добиете онаа самодоверба и да одите по патот кој што одамна го зацртавте? Да, секако, за среќа сум имала навистина многу настапи и многу концерти. Во македонската опера и балет ја играв Снежана во представата Снежана и седумте џуџиња. Исто така кога бев помала играв во представата Петар Пан, во Лебедово езеро и навистина секој излегување на сцената за мене е вистинска среќа. Исто така многу беше чудно тоа што само што дојдов во академијата во Москва, ми даде една огромна шанса, тоа е да играм на сцената на Болшој театарот на само 16 години, Адажо за спаната убавица. Тоа беше момент кога никогаш нема да го заборавам, кога професорката ми напиша, јас уште бев во Скопје, ми напиша Стефани, кога ќе се вратиш, почнуваме со работа, ќе работиш Аурора. И јас почнав да плачам од среќа затоа што
на само 16 години, не мислев дека толку брзо ќе стигнам до Болшој театарот искрено. Исто така, кога бев втор курс играв Арлекинада во Болшој театар, имав многу концерти. Исто така како еден од најбитните би го кажала гала концертот во Калининград, гала концерт на Болшој театар, каде што ја делев сцената со најголемите балетски звезди на Болшој театар. Јас и мојот партнер бевме единствените студенти и го игравме адажот од Орело Кршачка. И тоа беше една огромна чест за мене и бев многу среќна што ми дадоа таква шанс и многу изненадена искрено. Што очекувате сега од Болшој? Дали анализирате како се станува прима балерина, колку години се потребни, какви постигнувања се? Сега почнува вистинската борба да се наметнете кај кореографите, како течат таму кастинзите воопшто за големите представи? Зависи од балерината. Сите балерини кои што нели влегуваат во театарот почнуваат од ансамбл. Но за да станеш солистка или прима балерина, треба, како да кажам тоа, или попросто, да им сметаш во ансамблот. Да се приметуваш само ти и да имаш ти нешто посебно. Со тоа и да ти дадат шанса за некоја друга солистичка улога или прима или нормално прва улога. Јас многу ќе се потрудам и ќе работам напорно да докажам дека можам. Каква е состојбата сега во Болшој? Дали се уште театарот го држи железниот репертоар или има се повеќе современи влијанија? Ако треба да изберете во што би сакале да се најдете, во која продукција да биде, да речеме, првото солистичко деби? Да, секако Болшој театарот си го држи тој железен репертоар, но секако доаѓаат и кореографи од странство кои што поставуваат и современите балети. Јас искрено повеќе се пронаоѓам во класичниот танец, модерниот исто го сакам, но некако во класичниот. Мојата најголема желба е да го играм Белиот и Црниот лебед во Лебедово езеро, Жизел во балетот Жизел и Китри во балетот Дон Кихот со Јакопо Тиси. Ке ве држиме со збор, затоа што јас ги прегледав сите ваши претходни интервјуа, прочитав што имаше да се прочита во медиумите. Она што сте ветиле, досега сте исполниле. Ке зборуваме за 1-2 години, да видиме. Кога најрано може да се очекува? Што мислите, ризикуваат ли тамошните раководни луѓе да стават многу млада балерина за солист? Ризикуваат, да. Ако им се допаднеш, ризикуваат. Јас се надевам дека околу оваа година ќе ми дадат некоја шанса. Може би не прва улога веднаш, но некоја солистичка или варијација или некој солистичко парче. Како е да се биде странец во една земја, каде што критериумите се навистина строги? Вие практично, оваа генерација што сега влезе во Болшој, сте единствена. Од Македонија единствена, што не е од Русија. Да, јас сум единствената странкина која што влезе во Болшој театарот. Чувството е навистина, пак ќе кажам, прекрасно, јас сум пресрекна и што ми се пружи таква шанса. Исто кога влегов во академијата, нели, кога дојдов јас како единствена странкиња во мојот клас, сите ме гледа, нели, чудно, кој е ова девојче сега што дојде, па и кога ми дадоа веќе први улоги, исто така малку беа разочарени што не им дале на нив, а на мене, но некако си ме засака, некако ме прифатија, така да сега имам многу добри пријатели. Сите луѓе кога имаат одмор и кога имаат шанса да здивнат од работата, го прават тоа. Но вие за цело време, додека трае овој период на изолација, кога подолго време минувате во Македонија, имате часови секој ден, но и кога немате часови, вие вежбате. Во вашиот дом ги имате сите неопходни реквизити. За тоа, како ви поминува еден обичен ден во Скопје? Па точно, мене секојдневието не ми се измени многу со тоа што си вежбам јас секој сабајле. Исто така имам онлайн часови. Времето сакам да го поминувам во шетање во природа, кога веќе сум завршена со вежбање, возење на точак, обожувам да пливам и исто така да читам книги и да гледам филмови. Не е случајно што ви е спортот близок. Вашиот татко е во кошарката. Сметате ли дека е пресудно за вашите физички
предиспозиции, уметнички предиспозиции што потекнуваат од такво семејство. Се разбира, тоа не е нужно дека некој ќе продолжи по нивните стапки, но колку сега чувствувате дека ви помогна? Па да, мојот татко е кошаркар, исто така и мојот чичко е кошаркар, Владко Илиевски, мислам дека многу од нас го знаат. Да, јас мислам дека сум го наследила талентот од нив, затоа што навистина, еве например чичко ми работел многу напорно и мислам дека тоа го имам присвоено од него, напорната работа. И колку е важна поддршката од семејството? Вие имате помало братче, кое што едва и чека да ве види кога ќе дојдете. Сметате ли дека му наметнувате високи критериуми да чувствува дека и тој мора да оди по вашите патеки, да стане исто толку успешен, популарен? И каков е тој однос меѓу брат и сестра кои што имаат многу малку време за гледање, но од она што го гледаме, што го споделувате по социјалните медиуми, дека таа љубов е навистина голема и постои голема блискост во целото семејство. Точно е, јас ние со братчето многу си се сакаме и многу ми е жал што не можам да поминувам многу време со него. Он како ми кажува, дадо, јас сум ти број 1 обожавател. Секогаш ми го кажува тоа. Ти си најдобрата балерина во светот. Тоа ми е мотивација, така ми почнува денот стално. Мојот брат исто така има многу високи цели, затоа што он се занимава со фудбал и вика дека јас ќе бидам подобар од Меси. Така да, има нешто и на мене. Прекрасно е ова да се слушне. Не знам дали можам да ве замолам нешто да ни прочитате на руски, бидејќи не знам дали досега некој од блиските ви кажал дека веќе во вашиот говор се чувствува руското влијание. Дали чувствувате и вие дека веќе звучите? Така? Па мислам дека не знам. Не знам вие како звучам. Да, малку да. Да, можам да прочитам, ако сакате. Кратко, нема цело време да го прочитам, можам пола. Се вика ета љубов, тоа е љубовта. Ета љубов, такая неистовая, такая хрупкая и такая нежная. Эта любовь такая хорошая и безбрежная, как небосвод голубой. И такая плохая, словно погода, когда погода бывает плохой. Это любовь, такая верная, радостная и прекрасная. Это любовь такая несчастная, словно ребенок, заблудившийся в глуши. И такая спокойная, словно мужчина, которого ничто не страшит. Это любовь, внушавшая страх и заставлявшая вдруг говорить и томиться в печали. Любовь безответная, потому что мы сами молчали. Любовь оскорбленная, попранная и позабытая, потому что мы сами ее оскорбляли. Любовь вся как есть, и в конце и в начале вечно живая, вечно новая, озаренная солнцем, лицом обращенная к вечной надежде, она твоя, она моя. Прекрасно, Стефанија, ви благодарам. Не знам дали треба да го продолжуваме разговорот натаму, бидејќи во основа на се и во професијата и во животот љубовта е најважното нешто. Мислам дека по овој пандемиски период на многу луѓе ќе им стане јасно која е суштината на животот. Јас многу се радувам што имав можноста да разговарам со вас и верувам дека следниот наш разговор ќе биде после првата солистичка улога во Болшој, а како што ми звучите, тоа ќе биде многу брзо. Благодарам многу. Ви благодарам на поканата. Благодарам многу. Се најдобро.